Почитувани гледачи, добар ден. Дневник на Телевизија Плюс, останете со нас, започнуваме по кратките најави. Приведен Кумановец за нередите во собранието. Во Перо Наков и оваа година продолжува Аксес програмата. Куманово Джез фестивал 2017 утре вечер во Центарот за култура. Приведен е Кумановец за учество во настаните во собранието на 27 април. Речиси 5 месеци се бараше со потерница, а утрово е уопсен од кумановската полиција. Од МВР засега не соопштуваат детали околу приведувањето. Кумановската полиција рано утринава го уапси Игор Јук, еден од учесниците во нередите во собранието на 27 април годинава. 47 годишниот Кумановец е приведен поради основано сомневање за сторено кривично дело, учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење на службено дејствие, информира МВР. На Игор Јук по настаните му беше одреден притвор и се бараше со потерница за настаните во собранието, но тој досега не беше достапен за органите на прогонот. За истото лице постои централен распис од одделот за насилен криминал при СВР Скопје за основано сомневање за сторено кривично дело, учество во толпа што ќе изврши кривично дело, како и локален распис од СВР Скопје за основано сомневање за сторено разбойништво, се додава во соопштението на Министерството за внатрешни работи. Јук е водач на Сдруженијето Владо Черноземски од Куманово, кој беше дел од Патриотскиот фронт. Приведениот за време на настаните беше облечен во црна мајца со символот на хрватските ослободителни сили, а е забележан како подолго време ја држи раката на грбот под мајицата, пошто јавноста се прашуваше дали бил вооружен со огнено оружје. Пред неколку дена српскиот разузнавач Горан Живалјевиќ, кој исто така беше во собранието за време на протестите на 27 април, го посочи Игор Јук како човекот кој требал да го убие лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев. Осомничениот ваквите тврдења ги демантираше на социјалните мрежи. Засега полицијата не открива повеќе детали околу приведувањето на Кумановецот, кој беше дел од нередите во собранието. За случајот диво населје ќе се отвори меѓународна истрага. Иако се ближи разврската пред домашните судови, сепак кумановските настани ќе бидат цели на меѓународната истрага, изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. На прашањето дали има сознание дека биле наградувани и вработени во МВР кои не учествувале директно во акцијата, Спасовски истакна дека станува збор за класифицирана информација. Судењето на обвинетите помина со многу конзервативни изјави, а во текот на рочиштата беа споменувани имиња на високи политички функционери. Во нападите на 9 и 10 мај 2015 во Кумановската дива населба загинаа 8 припадници на безбедносните сили, а околу 40 беа повредени. Учениците од гимназијата Гоце Делчев во организација на Сдруженијето Отворена порта денеска имаа можност да проследат работилница преку која беа советувани како да препознаат и пријават трговија со луѓе. Во Македонија минатата година беа регистрирани 6 лица жртви на трговија со бело робје. Сдруженијето за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена порта денеска одржа презентација во Кумановската гимназија Гоце Делчев во рамките на едномесечната кампања, која има за цел да ја подигне свеста во однос на трговијата со луѓе. Учениците покрај тоа што добија информативни материјали, се запознаа и со начинот на одвивање на трговијата со белото робје, но и како да препознаат вакви случаи и истите анонимно да ги пријават. Тоа работилница научивме дека многу од нас, деца на наша возраст, не се свесни дека станува дел од трговијата со луѓе, дека уште на наши години лети паметот и ова организација не учи на грешките кои може да ги направиме за да станеме дел од трговија со луѓе. До сегашното работење на таа организација имало околу 100 и нешто случаи, што е многу за нашата држава, дека веќе не се само женските дел од ова трговија, почнала да се трговија и со мажи за работа. Според средношколката Милица Кузмановска, во образовната програма нема многу простор за едукација како младите да се заштитат од трговијата со бело робје, а дел од нив и не знаеле во колкав размер истата е застапена во Македонија. Па затоа ваквите работилници ги оценува како позитивни и добредојдени за средношколците. Мене посебно впечаток ми остави како сега се повеќе застапено во сите држави, трговија со луѓе.
со секакви видови и дека тука кај нас исто во Македонија, но не обрнува толку внимание за да се посветат на тој проблем да го решат. Доколку забележиме дека станува збор за некаква вид на трговија со луѓе, тука го има бројот и можеме да ги контактираме, тоа е се анонимно, значи да пријавиме доколку сме догледале некој проблем, за да се откријат тие злосторници и криминали, да нема толку во нашата држава, значи да се намали стапката на трговија со луѓе. По Македонија минатата година 6 лица биле идентификувани како жртви на трговија со луѓе, додека во соседните држави се идентификувани од 100 до 150 лица, покажуваат последните истражувања, според кои бројката на лица со кои се тргува е многу поголема од официјалната. Најголемиот број од жртвите на трговија со луѓе се жени и девојчиња. Сите жртви од минатата година се од женски пол, од кои 3 се малолетнички и 3 возрастни лица. 5 од жртвите се со македонско државјанство и само 1 со странско. 5 од нив биле сексуално злоставувани и 1 била присилена на брак. Кампањата на организацијата Отворена порта се спроведува со каравани низ средните училишта во неколку градови, како Тетово, Гостивар, Охрид, Струга, Штип, Гевгелија и Скопје. Дополнително различни превентивни активности ќе се спроведуваат на фреквентни локации и ќе се дистрибуираат превентивни материјали. Организаторите апелираат сите кои се соочиле со трговија со луѓе да се јават на телефонскиот број 0800 11 11 1. Аксес програмата, која што е поддржана од Американската амбасада и оваа година ќе продолжи да се имплементира во средното училиште Перо Наков. Програмата е наменета за изучување на англискиот јазик, американската култура, обичаи и традиции преку еден некласичен начин. Во средното училиште Перо Наков и оваа учебна година ќе продолжи имплементацијата на Аксес програмата поддржана од Американската амбасада во Скопје. Директорката на училиштето Лидија Тасевска информираше дека повторно ќе бидат опфатени 26 ученици од различна етничка припадност, односно македонци и албанци. Тој проект предвидува учење на англиски јазик и на елементи дел од американската традиција. За учениците предаваат 2 професорки по англиски јазик, една македонка и една албанка, во термини надвор од редовните часови на учениците во училишната библиотека, која што морам да кажам дека од лани поприлично така пододредена во смисла на тоа што има нови нагледни средства за учениците, нели вршат својата дејност многу поуспешно, но тие средства ќе останат на училиштето и тоа е една од придобивките од проектот што ги имаме. Ова година ќе почнат исто така со втора година која ќе биде завршна во проектот. Перо Наков е второ училиште во државата во кое што се спроведува оваа програма. Во текот на годината, минатата учебна година, учениците имаа повеќе посети на Американската амбасада и за време на тие посети лично се сретнуваа со американскиот амбасадор Джес Бейли, што за нив беше, да кажам, една навистина привилегија и учествуваа на сите оние позначени настани датуми кои што онака американците во својата матична држава ги одбележуваат. Тие беа дел од тие настани, така можеби на поскромен начин, меѓутоа, да кажам, беа почестени со тоа присуство. Предходно Аксес програмата беше имплементирана во училиштето Кочо Рацин во Велес. Просечната месечно исплатена нето плата во јули изнесувала 22.671 денар, што представува зголемување за 1,5% во однос на истиот месец лани. Државниот завод за статистика денеска објави дека зголемувањето се должи пред се на покачувањето на просечната месечно исплатена нето плата во секторите стручни, научни и технички дејности, рударство и вадење на камен и информации и комуникации. Во однос на јуни година просечната месечна исплатена нето плата е намалена во секторите уметност, забава и рекреација, снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината и во секторите снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација. Просечната бруто плата во јули изнесувала 33.328 денари. Во јули 1,3% од вработените не зеле плата. Под контрола е ставен големиот пожар кој зафати 3 кривопалањачки села. Територијалните противпожарни единици од неколку општини со поддршка на останатите надлежни институции го локализира огнот кој зафати шумска површина од над 200 хектари.
Локализиран е големиот пожар кој зафати шумска површина од над 200 хектари во реонот на 3 кривопаланички села, а екипи од пожарникари и останати лица, логистичка поддршка, работат на целосно гаснење на жариштата. На третиот ден од настанување на пожарот, во гаснењето се вклучиле вкупно 50 луѓе од територијалната противпожарна единица Крива Паланка, Ранковци и Младонагоричане, екипа на јавното предпријатие Македонски шуми, дирекцијата за заштита и спасување од локалната самоуправа на општината. Поради силниот ветер, пожарот се проширил на територија на селата Габар и Метежево, а било спречено истиот да се прошири на подрачје на село Нерав. Интервенирали и 2 авиони за гаснење пожар од дирекцијата за заштита и спасување. Со авиони бил изгаснат и вториот пожар во село Осиче, каде е опожарена борова шума, додека во големиот пожар изгореа големи количини дабова и букова шума, нискостеблеста и деградирана шумска маса, трева, папрат и пасишта. Материјалната штета, како и причините за настанување на пожарите, дополнително ќе се утврдуваат. Од почетокот на септември во Крива Паланка се случиле над 10 пожари, а во август околу 30. Водостоите на речиси сите реки во Македонија се под просекот за септември, покажува хидролошкото мерење на Управата за хидрометеоролошки работи. Драстично намалување е регистрирано на Црн Дрим кај Ложани, од просечните 102 на 24 сантиметри. Нивото на Пчиња кај Катлановска бања, на Брегалница кај Берово, на Црна река кај Новаци и на Сатеска кај Ботун се повеќе од преполовени, додека надолни отстапувања бележат и Вардар кај Јагуновце, Скопје, Зајчев Рид, Велес и Демир Капија, како и Треска кај Македонски Брод. Зголемен е единствено од водостојот на реката Струмица кај Сушево. Утре вечер со почеток во 20 часот ќе се одржи джез фестивал во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Ќе настапат 3 бенда, а билетите може да се купат на билетарницата во Центарот за култура. Кумановци по 10 години повторно ќе имаат можност да уживаат во джез музиката. Во организација на Институтот за наука, уметност, култура и спорт Куманово, утре вечер во Центарот за култура ќе се одржи джез фестивал на кој ќе настапат 3 бенда. Организаторите сметаат дека со овој фестивал не само што ќе се привлече внимание за музичкото структурирање и излез од секојдневните музички форми, туку и ќе се покаже еден нов квалитет на джез музиката. Идејата за организацијата пред се потекнува од објективната потреба за излез од секојдневните музички форми, при што Институтот за наука, уметност, култура и спорт Куманово се одлучи за преземање на организацијата на джез фестивалот ова година, со интенција и со планирање да истиот прерасне во традиција. Тоа значи веќе по одржувањето на фестивалот во петок, во саботата веќе го планираме настанот за наредната година. Ја користам ова прилика да искажам голема благодарност до Министерството за култура на Република Македонија и министерот магистар Роберт Аладјозовски, кои што најдоа сенс и најдоа пред се начин тоа да го прифатат, да го разберат, да помогнат во целокупниот процес на организирање на овој настан и пред се да го почувствуваат големото значење кое што настанот го има не само за Куманово, туку и пошироко за државата. Планирано е Куманово джез фестивал 2017 да се одржи една вечер, а веќе за наредната година се најавува и повеќе вечерен фестивал со интернационален карактер. Манифестацијата е поддржана и од Министерството за култура. Кумановци утре вечер ќе можат да слушнат различни видови на жанрови на джез музиката. Првиот бенд свири по-софт джез, значи свири некои преработки кои што на вистина до сега ги немаме слушнато, каде што ја негуваат и романската музика и македонската музика во преработки на свинг, на фанк и слично, така да тоа ќе може од првиот бенд да се слуша оно што и ние ќе го изведуваме, односно мојот бенд ќе биде моја авторска музика, која што дел ќе биде од првиот албум. Значи мојот настап уствари ќе биде поделен на 2 дела. Едниот ќе биде инструментална музика, авторска музика, другиот дел ќе биде вокална музика која што ќе она што ние го изведуваме и она што е наша музика. Тоа е повеќе стил на латино джез, етно джез, она што го негувам јас со години
наназад, така да ќе има, значи на вистина ќе може да се слуша различен вид на репертоар. Владимир Четкар ќе настапи со негова авторска музика, каде што тој се јавува како автор, аранжер, текстописец, значи буквално се што е врзано со неговата музика си го креира тој и на вистина е музиката признана низ цел свет, па дури и настапи на два најголеми џез фестивали во свет, тоа е џез фестивал Java Jazz Фестивал и Джарасум Jazz Фестивал во Кореја и во Индонезија, така да на вистина музиката е прекрасна што тој ја има и на вистина ќе може Куманово после толку години да слушне квалитетна музика, да не слушне нас, бидејќи јас како Кумановец ретко настапуваме во Куманово, да го слушне Четкар после толку години во Куманово и на вистина се надеваме дека ќе биде одлично, значи имаме голем тим кој што целиот настан го креира. Фестивалот ќе започне во 20 часот, а билетите може да се купат на билетарницата во Центарот за култура Трајко Прокопиев по символична цена од 100 динари. Есента во Македонија и на северната хемисфера на земјата ќе почне утре во 22 часот и 2 минути. Во исто време на јужната земјина полутопка ќе почне пролета. На почетокот на есента, сонцето во Скопје ќе изгрее во 6 часот и 19 минути, а ќе зајде во 18 часот и 33 минути. Денот ќе трае 12 часот и 14 минути. За првиот есенски ден метеоролозите најавуваат сончево и посвежо време со умерена облачност. Ќе дува умерен северозападен ветер, кој долж по Вардарието повремено ќе засилува. Во вечерните часови облачноста ќе се намалува. Утринската температура ќе се движи од 4 до 10, а дневната од 16 до 23 степени. Есента ќе трае до 21 декември, кога настапува зимата. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со дожд, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 19 степени, а минималната 6. За утре метеоролозите најавуваат сончево време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 17 степени, додека утринската ќе се намали до 6 степени Целзиусови. Тука е крајот и на денешното издание на Дневникот. Ви посакувам пријатна вечер, од мене довидување.